Јас тука гледам успешни компании кои што денеска се собрани, кои што дават поддршка на оваа иницијатива. Тука гледам едно единство меѓу јавниот и приватниот сектор, тука гледам едно единство помеѓу институциите на државата и компаниите, што гарантира дека овој тренд ќе продолжи и понатака. Вие да бидете горди на тоа што сте членки на Стопанската комора на Македонија. Стопанската комора на Македонија нема да ги изневери вашите очекувања. Ако се стремите кон поголем извоз, ако се стремите кон поголем раст на вашето производство, ако се стремите кон отварање на нови производствени погони, ние сме тука да ја поддржиме таа ваша определба, да го олесниме вашиот пат во таа насока и да ви создадеме амбиент за стопанисување во кој што и јавниот и приватниот сектор, локалната самоуправа, државата ќе бидат сите во една насока, да се зголеми бруто домашниот производ на Македонија, да се зголеми извозот, затоа што тоа ни е единствената шанса. Сакам на сите да ви честитам новиот начин на организирање во рамките на комората. Се издвојувате веќе од регионалната комора со седиште во Велес, да формирате своја регионална комора. Тоа е потврда и за вас и за нас дека во овој мандатен период е направен чекор напред во нашето организирање. Ниеден момент не се сомневам дека компаниите од овој регион се едни најуспешните во Македонија, тоа го потврдуваат и бројките, меѓутоа потенцирам дека тука има за пофалба и ако ја погледнеме самата структура на работа, на создавање на бруто домашниот производ и така натаму, овај плански регион, кој што ќе го опфаќа ова подрачје на регионалната комора, 53% од БДП-то го создава во индустриските дејности, што е редок пример во Македонија и треба да се истакне. И кон тоа треба да се стремиме. 24% има извоз, а само 6 до 8% увоз, што исто така треба да биде компонента што е за истакнување за целокупното стопанство во Македонија. 8% од компаниите се наоѓаат во рамките на оваа регионална комора, односно на тој плански регион. Ова е сигурно нескрина желба од многу поодамна, меѓутоа на едно од последните средби со стопанствениците заедно со мене и со нашата пратеничка, со председателот на Советот, си изедовме заедничка обврска дека ќе го организираме ова не само како символика, не само од било кои други политички причини, па и од куртуазија, туку ќе се организираме да си помогнеме самите на себе, затоа што честопати слушаме дека Стопанската комора на Република Македонија издействувала некој закон, измени во законот, одредени мерки кои што се во правец на подобрување на состојбата на стопанството, поготово во изминатиот кризен период, а да за тоа немаме учество како регион. Значи со ова, мој лично мислење, лаичко мислење е дека сепак ние како регион, како Кавадарци, Неготино, Росомон, па тука би ги вклучили сите други општини во Тивпешијата, ќе можеме на многу подиректен начин да учествуваме во креирањето на условите за стопанисување на државно ниво, во измените на одредени закони, па дури во носењето на некои закони